Пензиските друштва во Македонија, заедно со агенцијата МАПАС, веќе цела една деценија заеднички активно спроведуваат едукативни кампањи за подигнување на јавната свест за реформираниот пензиски систем. Започна и петата кампања под мотото "Засади желба за стабилна иднина", која е 10-та поред едукативна кампања во организација на пензиските друштва КБ Прво пензиско друштво АД Скопје, Сава пензиско друштво АД Скопје и Триглав пензиско друштво АД Скопје со поддршка од Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување МАПАС. Задоволство можам да предјавам дека оваа асоциација на 12 ноември во Скопје ќе организира конференција на која ќе присуствуваат земји каде што капитално финансираниот пензиски систем е познат многу подолго неголи кај нас, во некои земји повеќе од 100 години. Ке имаме можност од овие меѓународни искуства да цениме каде сме, да бидеме препознаени во овој систем и да црпиме како позитивни, така и негативни искуства и нашиот систем да го прилагодуваме кон истото. Не зборуваме за некој систем кој што е новина, зборуваме за систем кој што во повеќето европски земји постои многу години. Затоа оваа конференција сметаме дека ќе биде една платформа за размена на мислења, за размена на искуства и дека понатаму нашата соработка и со другите пензиски асоциации ќе продолжи. Од кои што можеме само да преземаме потребни знаења и да ги применуваме во нашиот систем. Демографските предизвици кои што ни се случуваат и следењето на показателите како што е миграцијата на младата популација, како што е старењето на населението и намалениот наталитет, забрзано се остваруваат. И некои проценки што ги имавме порано, сега се уште подрастични. И како одговор на тие негативни демографски движења, ние мораме системот континуирано да го следиме и мораме континуирано да се прилагодуваме кон новите процени на населението. Бидејќи од тоа и зависи пензискиот систем. А сите ние во најголем дел граѓаните на Македонија се делово од овој систем. Тоа е најважен за стабилност на социјалниот систем во Македонија, а Македонија е земја чија што уставна определба е да биде социјална држава и да има социјална правда. Годинава одбележуваме 20 години од постоењето на пензискиот систем, реформиран во капитално финансиран пензиски систем. Пред 20 години реформата беше од едностолбен во тростолбен пензиски систем и односно од генерацијска солидарност во капитално финансирано пензиско осигурување и управување со индивидуални лични сметки на идните пензионери. Нашата визија и мисија на сите пензиски друштва е долгорочни стабилни пензии и одржливост на пензискиот фонд. Овие кампањи се насочени кон сите генерации, со посебен фокус на младите, и се реализираат преку веб страницата Пензија МК и социјалните мрежи, со посета на училишта, факултети, поддршка на јавни настани, студентски асоциации и општествено одговорни активности. Целта е да се потикне информирано донесување одлуки и да се зајакне довербата во пензискиот систем. Позитивните реакции од јавноста охрабруваат пензиските друштва да продолжат со вакви иницијативи и во иднина. Денес го најавуваме почетокот на петата поред кампања, која што ја носи символичниот наслов, го носи "Засади желба за подобра финансиска иднина". И тоа е едукативна кампања која ние како пензиски друштва ја спроведуваме со цел подигнување на свеста и личната одговорност кон пензиското штедење. Пред се од аспект на информираност за можностите кои што може да ги користат сите граѓани, но и работодавачите за своите вработени и дополнително таа информираност да доведе до поголема лична инволвираност во пензискиот систем. Едноставно да не оставаме на другите да мислат за нас. Од изминативе 5 години, од искуството, каков ефект даваат ваквите кампањи? Кога е збор за едукација, за нешто што представува долгорочен систем, пред се пензискиот систем би рекол е дел и од работниот век на секој човек, односно еден финиш на работниот век на секој вработен. Значи, тоа е планирање кое што одзема декади, а не години, значи 30-40 години и повеќе.
Никогаш не е доволно, но секоја дополнителна едукација води кон подигнување на свеста, пред се во денешно време каде што младите имаат на располагање информацијата и преку дигиталните медиуми и преку социјалните мрежи и така натаму. Сметам дека сме на добар пат и дека свеста полека се подигнува.